Поради се помасовното иселување и ниските плати, недоволни за нормален живот, компаниите во Македонија, особено во Пелагонискиот регион, се соочуваат со огромен недостаток на работна рака. Ова беше една од главните точки на која денеска во Прилеп стопанските комори од овој град и од Битола разговараа со премиерот Зоран Заев и вице-премиерот Кочан Ѓушев. Решението на проблемот се гледа во државна парична помош при обуки за квалификување на работници, но исто така и во увоз на работна рака од странство. Но не беше потенцирано од кои држави би доаѓале работници за да работат кај нас. Во однос на квалификуваната работна сила веќе имаме конкретни работни задачи на кои што можеме да поработиме сите компании заедно со владините мерки, каде што имаме и поддршка од 20 милиони евра неискористени средства за тренирање на потенцијална работна сила, а во однос на оперативната работна сила разговаравме за можноста на увоз на работна сила од други земји. Тоа е во делот на Европската економска агенда за регионот и верувам дека ќе успееме тоа да го поставиме, но и либерализацијата на одредени визни режими за одредени земји кои што досега имале виза, ако сакаат да дојдат во нашата земја, не само како потенцијални работници, пред се како туристи, како, не знам, потрошувачи или слично од секој карактер. Тие дебати се отворени во владата. На средбата со стопанствениците се разговараше и за изградба на патната инфраструктура во овој регион, како и за изградбата на гасоводот Неготино Прилеп Битола, во чија изградба увид извршија и представниците на владата. Од оваа делница завршени биле 36%. Беше потенцирано дека гасот е ефтин и еколошки енергес, од кој што голем бенефит во иднина ќе има целата економија. На 90% од имотно-правните прашања веќе се решени. Веќе имаме заварено околу 33 км цевки, имаме отворена траса од над 52 км и отворена решена експроприација на околу 75 км од оваа делница. И очекувам дека во вторава половина на наредната година ова делница ќе биде оперативна и ќе биде заполнета со газ и може да се користи. Очекуваме уште поинтензивно да се работи во овој период, се со цел да најбрзо ги реализираме не само капиталните инвестиции во овој дел, туку овозможиме голем бенефит на граѓаните во Пелагонискиот регион. Бидејќи овој магистрален гасовод оди до градовите, потоа согласно на што го зборувавме денес и со градоначалникот на Прилеп, градоначалничката на Битола и сите, работат на проектни документации кои што треба да бидат во најбрз временски период завршени, се со цел да се разбира бидат овие општини приклучени на магистралниот гасовод. Но иако гасот можеби за една година ќе стигне во близина на Прилеп и Битола, неговото искористување од страна на граѓаните на овие населени места се очекува да се случи дури за неколку години, бидејќи нема ниту проектна документација за тоа, а камоли пак изградена гасоводна мрежа.